Полициските службеници при постапувањето го почитуваат правото на живот на секој граѓанин и при тоа не смеат да предизвикуваат, поттикнуваат или толерираат никаков чин на тортура, мачење, нечовечко или понижувачко постапување или казнување. Полицијата мора да ги информира луѓето за причините за нивното повикување, приведување или лишување од слобода. Почитувани гледачи, ова се само дел од општите принципи при полициска интервенција, а за тоа дали и колку се почитуваат, вечерва во Клик Плюс дебатираат Тихомир Климовски од Македонскиот полициски синдикат. Добро вечер, добре дојдовте. Поранешниот полициски генерал Станче Ангелов од Достоинство, добро вечер и за вас, и професор Здравко Савевски од Левица, добро вечер и за вас, добре дојдовте. Ви благодарам што ја прифативте нашата покана. Господине Климовски, деновиве се актуелни протести, впрочем не е нешто невообичаено во Македонија да се случуваат протести, и на почетокот барем се сметаше дека народот е исклучително револтиран на полицијата. Имаше апсења, приведувања, од она што можевме барем во медиумите да го видиме, имаше, ајде да кажеме, можеби пречекорување на овластувањето, меѓутоа повеќе ќе ни кажете вие до кога полицијата може и смее да остане мирна, кога треба да интервенира и кој дава наредба за тоа? Добро вечер на вас и на вашите гледачи. Дозволете најнапред да искористам приликата и на моите колешки и колеги кои што сите овие денови, а и еден подолг период наназад се на настаните кои што ги спомнавте, да им одадам признание за високата професионалност и мојата почит да ја изразам кон таа професионалност и стоичкиот став кој што го имаат кон сите овие настани. Исто така би сакал да ова почит и ова признание го изразам и према старешините, раковителите кои што управуваат со нашите формации, бидејќи покажа не само еден висок професионализам, туку еден граѓански сенс на моментот. Бидејќи она што се случува, протестите кои што се одвиваат овие денови, тоа е потполно демократско и легитимно право на граѓаните. И никој тоа право не може да им го одземе. Меѓутоа, полицијата е тука, согласно уставот и законите, да ги заштити интегритетот на имотот, телесниот интегритет и личниот интегритет на граѓаните и на државата Македонија. Со сила или? Примената на сила е едно од овластувањата кои што ги имаат полициските службеници. Примената на сила, јас веднаш морам да изразам едно малечко разочарување што немаме представник од Министерство за внатрешни работи, бидејќи јас ќе зборувам за она за кое што имам компетенција како полициски службеник. Конкретни работи, конкретни действија немам право да. Господине Климовски, кој дава наредба кога треба да се интервенира, кога треба да се употреби сила? Овластувањето за применување на сила е уредено со Законот за внатрешни работи и Законот за полиција. При примената на овластувањата, на овластување се оди со еден селективен пристап на примената на силата и таа се применува само кога е нужно да се спроведи редот и мирот, односно да се заштити интегритетот на она што се чува. Се оди со една селективност, значи се оди од по-малото средство со кое што може да се постигнат подобри ефекти, па се до оние кои што значат на повисок степен на примена на сила, па дури и примена на огнена сила. Во самиот закон за полиција, во самиот правилник за употреба на средствата за присилба е стриктно посочено како тоа оди. Значи, уредена е цела материја, која е постапката, која е процедурата и кои овластувања во кои пригоди се употребуваат. За тоа кој наредува? Исто така се посочени. Значи, се оди со два пристапа. Прво се оди кој на одредено место кој овластување го применува и има друг пристап, тоа е делот на кои единици се употребуваат во дадена ситуација.
кои единици се употребуваат за време на протести? Факт е дека има и специјални единици, редовна полиција. Значи, специјалните, тоа се посебни единици на групација на посебни единици на Министерството за внатрешни работи, тука е единицата за брзо распоредување, посебната единицата за специјални задачи, имаат овластување да применуваат сите средства кои што стојат на располагање. И самото нивната употреба, односно нивниот ангажман е исклучиво дадена во надлежност на директорот на Бирото за јавна безбедност. Самата проценка на директорот дека таа единица и тие единици треба да се употребат, значи дека тие припадници на тие единици го имаат правото да ги применат оние средства со кои што располагаат. Значи, почнувајќи од физичка сила, палка, па се до водени топори. Така ќе ја замолам режијата да ни пушти една слика во позадина, додека прочитам дел од правилата што важат при интервенција на полицијата за време на протести. Вели, полициските службеници го информираат лицето повикано, приведено или лишено од слобода на јазик што го разбира, за причините за повикувањето, приведувањето или лишувањето од слобода и за постоење на било какво кривично обвинение против него. Господине Савески, ова е вашиот член на Левица Бранимир Јовановиќ, ќе ја замолам режијата ако може да ја врати сликата, така, на вториот ден од протестите. Кажете ни дали ова што го наведов како правила од општиот правилник за интервенција на полицијата било спроведено додека беше апсен вашиот член? Да, као што можеше да се види и од видеоснимките кога го апсеа Бранимир, Бранимир не даваше воопшто никаков отпор, од она што може да се види од неговата конституција воопшто не личи дека е насилник, го приведоа со кренати раце и она како го беше приведен, кажува дека е применета од повеќе сила за да биде тој приведен. Само едноставно да го приведеа, тој нема да даваше отпор. Со самото тоа што ги крена рацете, тој не даваше отпор. Господине Еклимовски, бидејќи сте полицаец, веројатно вие ги знаете тие работи, како да на сликата може да забележиме дека господинот Ивановиќ е легнат на земја и од позади му пристапуваат полицајците. Дали така се пристапува? Како се пристапува во вакви случаи, доколку се сомнева полицајцот дека може одреден демонстрант да изврши кривично дело, како што пишува впрочем во правилникот? Јас не би го коментирал делот на самото настапување на полицијата, затоа сигурно е даден соодветен поднесок до внатрешната контрола и таа е меродавна и компетентна да го даде својот суд. Не го имам гледано тој сегмент, тоа апсење. Додуше не е ни апсење, туку е едноставно само приведување на лицето. Пристапот од напред, од назад или од страна, од каде го проценува самиот полициски службеник. Значи секој пат се оди да биде видлив, да биде означен и да лицето знае дека кон него настапува полиција, односно полициски службеник, а не некој друго лице. Од она што овде го видовме, се гледа дека како се гледа дека е полициски службеник, а начинот што понатаму се случувало, како и дали после тоа е применета повеќе или помалку сила, овде јас не видов некој зголемен обем, бидејќи поимот применета сила е релативен. Кај лице кој што, да речеме, поседува одредени боречки вештини, секако дека ќе треба да примените повеќе физичка сила. Кај лице кој што е покрупно, секако дека ќе мора и во самото, да речеме, одредено влечење или привлекување кон себе, да примените малку поголема физичка сила, односно напор. Така да не би се впуштил во делот дали тука е применета поголема или помала сила. Дали има записник, господине Савевски, од таа вечер што се случило? Добро, мора да се стави во контекст тие настани кои се случуваа првите денови. Тоа беа денови на силен револт кај граѓаните во однос на она што го направи председателот на државата, а тој она што го направи, значи човекот кој е на највисоката функција на државата,
фактички укина цел систем на владење на правото и го погази уставот, бидејќи владењето на правото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија. Значи директно отиде, направи упад во член 8 на Уставот на Република Македонија, кај што се дефинирани темелните вредности и преку тој член го погази целиот Устав на Република Македонија. Тоа предизвика голем револт кај граѓаните. Еден од резултатите на тој револт е што веќе граѓаните премина над границите на мирно протестирање. И тука беа направени некои прекршоци од страна на граѓани, за кои значи и од страна на полицијата беа направени после тоа одредени прекршувања на законите. Но во глобала и таа вечер со исклучоците кои постоја и на едната и на другата страна, кои треба да се разберат и на едната и на другата страна, генерално понатаму односот на полицијата во главно била коректна и во оние рамки на соодветно примена на сила во однос на протестантите. И во однос на случајот на Бранимир Јовановиќ, на нашиот член, значи во понатамошната судска постапка, значи ова беше прекршок. Тоа е тотално видливо од снимките што се гледаат. Но во понатамошниот третман Бранимир доби коректен третман и следниот ден беше ослободен. Господин Ангелов, се јавивте за збор, повелете? Јас бев очевидец на поголем дел од овие случувања во првиот налет на демонстрантите, на протестантите, помеѓу кои што бев и јас. Гневот кој што беше предизвикан од скандалозната одлука на председателот да аболицира сторители на тешки кривични дела, беше оправдан кај граѓаните кои што излегоа да протестират. Меѓу граѓаните кои што протестират, јас видов многу уметници, професори, доктори, работници, обични луѓе. Секакви луѓе имаше помеѓу протестантите. Масата народ не беше опасна, но кога застанавме пред канцеларијата на Иванов, неколку луѓе од масата извадеа од некаде камења и почнаа да фрлат по канцеларијата на Иванов. Јас тоа можеби не го оправдувам, но не можам ни да ги осудам, бидејќи луѓето беа револтирани и гневни. Луѓето кои што фрлаа со камења по канцеларијата, тоа го правеа внимателно, без да повредат ниту еден полицаец. Ниту еден полицаец не беше удрен со камен или на било кој друг начин повреден од луѓето кои што фрлаа со камења по канцеларијата на Иванов. Сето тоа се случуваше пред мои очи. Полицајците стоеа мирно, дури во еден период ги немаа кренато ниту штитовите, бидејќи немаше потреба. Дел од протестантите, меѓу кои што бев и јас, стоевме напред и ние ризикувавме повеќе од полицајците затоа што ние немавме шлемови и некој камен можеше да не погоди нас. Во такво мавање, кога маваа десетина луѓе, секој пат постои можност некој непрецизно да мавне, да повреди некој незлонамерно. Но категорично тврдам дека ниту еден полицаец не беше удрен. Потоа ние, протестантите, се упативме кон собранието, отаму пробавме да отидеме пред седиштето на ВМРО, полицијата не врати назад. На враќање назад на рекорд, ние повторно дојдовме пред канцеларијата. Овој пат полиција немаше. Тоа е или пропуст, или намерен пропуст да нема полиција за да биде демолирана канцеларијата и потоа да можеме тоа да го гледаме на вестите во провладените медиуми, кои што на секој начин се обидуваа нас да не представат како хулигани, вклучувајќи ми мене и Здравко и сите останати протестанти. Во вториот налет, бидејќи немаше полиција, луѓето малку поагресивно маваа, се искршија стаклата, дел од протестантите влегоа внатре и изнесоа неколку столици. Ги ставија на сред улица, која што патем е многу широка, и ги запалија на безбедно место, каде што немаше никакво загрозување или опасност за соседните објекти. Се случуваше, ќе повторам, пред мои очи.
Никој внатре не запали оган. Никој со ништо не предизвика опасност која што можеше да ги загрози останатите луѓе кои што живеат над канцеларијата на председателот Иванов. Полицијата дојде со големо задоцнување. Кога полицијата дојде, столиците горе, а ќе повторам неколку столици. Штетата вкупна може би е 400 евра, може би е 500 евра, може да е дури 1000 евра. Ако споредеме со криминалот кој што го направи оваа власт, тоа е неспоредливо. Понатаму, одеднаш кордон полицајци од пешачкиот на рекорд тргна кон масата протестанти. Но тргнаа прилично насилно. Мислам дека беа од единицата за брзо распоредување. Тие до овде добро ја завршија работата, бидејќи факт е дека полицијата требаше да преземе контрола над состојбата, но јас прашувам зошто дозволи да искршиме. Полицијата кога виде дека масата тргна назад, требаше веднаш да пратат една група, да имаше таму 10 полицајци и тоа не требаше да бидат специјалци, масата повторно ќе фрлаше со неколку камења од подалеку. Тогаш се случи овој чин кога настана безмалку стампедо. Јас не можам да оправдам таков начин на реакција на полицијата. При тоа, полицајците не се виновни. Вие прашавте за начинот на приведување, тоа прашање не го поставувате. Полицајците немат кантар на раката, па тие да измерат колку сила да употребат. Тие така се тренирани и дали пред нив има опасен сторител или некој со понежна конструкција, тие многу не внимават, рачуните дека тие се под адреналин. Се поставува прашање зошто падна наредба да бидат апсени луѓето, кога јас со господинот Бранимир, кој што беше уопсен таа вечер, се поздравив и мислам дека се сликавме. Се беше завршено, едноставно мирно се разотидувавме. Значи, тој е уопсен откако протестот заврши, откако, да кажам, кршењето на стаклата, тоа само кршење на стакла, на прозорци на канцеларијата на Иванов и палење на неколку столици беше завршено. Немаше причина овие луѓе да бидат собирани од улица. Полицијата, тој простор е обезбеден со видеокамери. Можеше да ги најде снимките и да ги препознае сторителите, да ги најде следните денови, да не создават таква напната ситуација. Но за ова се одговорни највисоките старешини, почнувајќи од директорот на Бирото за јавна безбедност. Јас не можам да ги осудам специјалците, ниту нивните старешини кои што само ја извршија наредбата. И тие воопшто немаат вина, затоа што добија наредба да ја растурат масата. Но тие добија наредба да ја растурат масата кога масата се разотиде. Значи, ние настана малку непотребна паника и непотребно апсење. И јас можам да ви кажам дека од оние луѓе кои што маваа со камења или ги искршија прозорците, безмалку никој од нив не е уапсен. Уапсени се луѓе кои што се колатерална штета. Дури има и случаи минувачи кои што се нашле на местото кои што се уапсени, можеби 15 минути, бидејќи јас си отидов од кај Пелистер, покрај споменикот на Александар Македонски, покрај Трент и таму го сретнав Бранимир. Едноставно немаше потреба од таа политичка интервенција. Господине Климовски, се јавивте за збор или за реплика на господинот Ангелов? Зошто? Едноставно само едно... Се согласувате? Свое мислење за овој дел. Значи, прости, јас се уште те сметам колегата Ангелов ќе се сложи сигурно и ќе го свати она што ќе го кажам. Значи, напомнав дека демократското право за протест е легитимно и никој не може да го забрани. И тоа е протест додека се мирно движат граѓаните и додека на одредено место стојат. Со полициски речник и со кривично правен речник, кога некој од таа маса, од тој протест, почнува да напаѓа, дали не е важно, полицијата е последна која што него напаѓа објект, лица, загрозува од нечија сигурност или имот, тоа веќе проаѓа и се карактеризира како нарушување на јавниот ред и мир од поголем обем. Тоа многу добро го знае колегата господинот Ангелов. И при тоа настапуваат мерките и овластувањата кои што ги има полицијата за да го спречи тоа нарушување на јавен ред и мир од поголем обем. Дали некој бил или не бил на местото, тоа е веќе стварна проценка и тоа треба Министерството да се загрижи. Меѓутоа, една работа знам дека ние сме растргнати со многу настани во исто време. За жал,
пополнетоста на полицијата не е комплетна. Не смееме да заборавиме дека огромна маса на луѓе ни е префрленост, ни е ангажирана во делот на бегалската криза, во Гевгелија, во Табановци. Тоа се На истите јужната и луѓе, ние северната немаме милионска полиција. Дали на одредено место бил или не бил некој, тоа веќе старешините си го определуваат. Но дали е тоа причина да се употребува што во вели? моментот кога ќе се на одредено место види, односно констатира дека има нарушување на јавниот ред и мир од поголем обем, а во случајот сами можете да сведоци сте дека има и елементи на кривично дело. Почнувајќи од најбаналното оштетување туѓи предмети, па се до она оштетување на јавни инсталации, не знам, споменици на културата, Сето тоа спаѓа во нарушување на јавен ред и мир? Не, другото е кривично дело. Тоа е веќе кривично дело. За да сето тоа се евидентира, за сето тоа се спречи, полицијата ги има токму тие овластувања. Во првиот опфат, нормално, се прави периметар на тој дел каде што се затекнуваат лицата кои што се тука. Но господинот Ангелов сведочи дека немало народ таа вечер кога почнала да интервенира полицијата. Тука е веројатно недоразбирањето. Луѓето се разотидоа кога започна апсењето. Апсењето почна откако протестот заврши. На самиот крај. Некои луѓе се уапсени постфестум, кога ви реков, јас со Бранимир се поздравив, поразговаравме и заминав. И кога разбрав дека уопсен, се чудев, викам како го уапсиле кога го видов. Так. Значи тој уопсен можеби 15-20 минути подоцна, бидејќи мене ми требаше сигурно 10-15 минути да направам крупни центар за да го сретнам. Ќе му реплицирате на господинот Климовски, Значи, само да јас се сакам, доискаже, господине повелете. Да, само Климовски- да се доискаже, па ќе му реплицирате, извинете. Да, повелете. сосем кратко завршувам. Делот на Обезбедувањето така нареченото апсење Так. или приведување, јас пред се мислам дека станува збор за приведување, бидејќи апсење може да наради само суд. Е применето врз основа, верувам, затоа најкомпетентно ќе се изрази министерството. Јас сум сепак синдикалец и само полициски службеник. Так. Изборувам како Зборуваме од искуство на што сте Дозволете. имале можност. Верувам дека се постапувало затоа што полицијата не настапува само врз основа на напад или на периметар или не све. Тука имаме своји луѓе кои што се инфилтрирани во меѓу луѓето. Имаме луѓе кои што снимаат сета ситуација. Верувам дека во дадена ситуација било посочено некакво сомнение дека некој од нив, а при тоа може да се направат и грешки. На кои кои што луѓе се мислите, видо- полицајци во цивил? Не. Оперативни работници. Оперативни. Добро. И нормално и други истражни мерки, односно мерки за обезбедување на снимки при тоа. Впрочем се виде тоа дека е така и со самата постапка што е утредната, грото од луѓето беа пуштени. Значи се разгледала ситуацијата, се видело дали има, нема елементи на сето тоа и сите тие луѓе беа. А процесирањето веќе е понатамешно. А ако има елементи на прекршок, ќе се добијат прекршочна пријава, а ако има елементи на кривична пријава, ќе се добијат кривична пријава. И тука нема што, ја мислам дека толку цивилизирано и толку на место беше цела постапка што Так. не гледам простор за реакција. Има сакавте реплика, господин Ангелов, повелете. Токму на делот на апсењето, специјалец не може да апсе нежно. Специјалната полиција е крајна линија на одбрана и во тој дел јас воопшто не би навлегол, значи специјалците дали погрубо или понежно апсиле некого. Луѓето треба да знаат дека ако дојде ред да бидат апсени од специјалци, да не очекуваат дека специјалците ќе бидат нежни, и тоа можам да го разберам како поранешен припадник на специјална единица. Но сакам господинот Климовски да го прашам, бидејќи убаво кажавте вие дека факт е дека таму се извршени неколку кривични дела. Дали знаете вие дека лицето Никола Груевски изврши кривично дело, односно се појави сомнение дека извршено кривично дело додека разговараше со неговиот министер Миле за провизија од 15 до 18 милиони евра. Зошто полицијата веднаш него повика на разговор и него задржа 24 часа лицето на Г, кое што е осомничено за криминал, и лицето М. Ј. Може да се прават вакви паралели, господине Климовски? Може. Јас сакам да кажам дека овие луѓе кои што го изразија својот револт беа толку внимателни, маваа над главите на полицајците без да повредат ниту еден полицаец.
и направија штета од 1000 евра. А додека лицето, осумниченото лице НГ и осумниченото лице МЈ и ГЈ направија милионски штети кои што можеме да ги слушнеме, и полицијата, ако е професионална, основно нешто, значи ние, господинот Климовски знае, во полиција еден од начините за дознавање на постоење на кривично дело е допрен глас. Ако вие слушнете дека некој извршил кривично дело и потоа го викаат, малку го притискат, малку тропат на маса, имаме разни игри, добар и лош полицаец. Зошто кога полицајците, инспекторите, особено во делот на финансовиот криминал, го слушнале лицето НГ, како разговара со осумниченото лице МЈ за провизија од 15 до 18 милиони евра, зошто не ги повикале? Зошто кога го слушнаа лицето НГ, како разговара со лицето МЈ, да отидат и на градоначалникот ЖА, Ж е на Твитер за Грујо, да не ме разберат погрешно, зошто тогаш не ги повика овие лица на информативен, сега поново не знам каков разговор? Господине Климовски, па господинот Сависки по разбор. Малку е невкусна споредбата на нешто што за сега пред малку зборувавме и нешто што вие кажавте. Јас го сваќам вашиот Да, бес. тоа е невкусно, бидејќи да споредите штета од 1000 имате евра и политички од... набои и интерес да го тоа кажувате. И тоа е ваш Морам дел. да ве коригирам. Јас имам граѓански интерес. Граѓански Плячкани нека е. се пари од Граѓански вас, нека од е, мене, слободно, од граѓански. водителката, Јас ќе ви милионски кажам, суми. сега со истиот речник со кој што предмалку зборував, со делот на кривично правен и полициски речник. Овие лица се затекнати во вршење кривично дело и затоа се приведени. Она лице е допрен глас, а дали некој после постапил или све, да чим се подпишале да се формира специјално јавно обвинителство, сите структури, значи сепак тој глас допрел негде. Ако се слушне дека Ремзи украл 2 велосипеди, дали полицијата ќе го повика Ремзи на разговор да го праша каде се велосипедите? Мислам, да или не, споредбите, се разбира дека се невкусни, да бидејќи за 2 точука ќе изеде и Зборувам- ќотек и затвор ќе добие, а за стотици милиони не. Не споредливо е тоа. Да, Една е постапката. Потpuno сте во право, неспоредливо. Точно Да. 2 точука и Едно стотици е милиони евра. таа постапка, друго е Тоа затекнати на лице согласен сум со вас. место во прекршок. Добро, не сакам да го ставам во непријатна ситуација, бидејќи не му е јасно. Само да го задржиме нивото на дебата, иначе затоа сме тука да дебатираме, се разбира со аргументи. Се јавивте за збор, господине Сависки, повелете. Она што ние сме сведоци во овој момент е крахирање на целиот правен систем во Република Македонија. Прво, имаме упад во правниот и уставниот поредок на Република Македонија од страна на председателот на Република Македонија. Второ, имаме доста основани сомневања за извршен криминал на лица кои се на раководни функции во извршната власт во Македонија. И сега ние зборуваме за прекршоци и за ситни кривични дела. И мора тука да се има предвид револтот кај граѓаните. Значи не може во ситуација кога крахира целиот правен систем во Македонија, кај што дополнително на се тоа што го кажав, судската власт е тотално зависна од извршната власт. И сега во таква една ситуација, на крахирање на правниот систем, нешто што се вика аномија, значи, во земјата, кога луѓето законите ги сметаат за тотално неправедни, за селективни, за еден важи, за друг не важи. Ако не се разбие таа селективност, едноставно граѓаните кога ќе се спроведи законот во нивниот случај, го чувствуваат тоа како неправда. А кај нашиот народ има една поговорка која вика рибата од главата мирис. Значи, мора спроведувањето на законот да почне од озгора, а не од доздола. И јас сепак ќе кажам, ќе изразам дури и благодарност кон полициските службеници што во овој тек на протести имаат одредено разбирање за легитимниот револт на граѓаните. И она што е нарушување на имотот, не го санкционираат,
Тоа со наш речник не е нарушување на имото, туку е разубавување на Скопје. Бидејќи Скопје пати од бело мртвило на овие згради, и овие згради се поубави од она. Но со полициски речник се вршат прекршочни но тоа и ние сме им благодарни на полициските службеници за разбирањето на легитимниот револт кај граѓаните. Господинот Ангелов се јави за реплика, па вие за збор. Само ве молам да ве прашам нешто, господин Ангелов. Вие на социјалните мрежи имавте статус на кој го повикувате народот да не мава по полицијата. Дали сепак имаше и обиди и мавање кон полицијата, односно изразување на револт? Дозволете прво реплика една. Така, повелете. Морам да ве дополнам, вие сте 100% во право, но вчера Никола Груевски се потпиша на едно соопштение каде што кажа дека во Македонија граѓаните се еднакви. Јас само ќе го дополнам Никола Груевски. Да, во Македонија сите се еднакви пред законите, само некои се поеднакви од другите, како што е тој. Значи, јас исто и вас ќе ве коригирам, како рековте, јас не повикав, туку забранив насилство врз полицијата. Си земав за слобода да напишам забранувам да се фрла по полицијата. Оној кој што ќе фрла по полицијата, јас со моите луѓе ќе го тргнам и ќе го предадам на полицијата. Имавте некакви сознанија или како предупредување беше тоа до граѓаните? Јас не можам да оправдам луѓе, колку и да се револтирани, кои што маваат по полицијата. Тоа не го оправдувам и не го дозволувам. И како што реков, еве и Здравко, беше луѓето кои што маваа по канцеларијата на председателот, фрлаа толку внимателно што ниту еден полицаец не беше повреден, и тоа можеби не ми се допаѓа, но тоа можам да го оправдам. Полицајците не беа загрозени, оние кои што фрлаа беа внимателни. Но наредниот ден имавме непријатна ситуација кога некои протестанти фрлале по полицијата. Јас И повредени. Имаш и повредени. Тоа не можам да го оправдам. Тогаш полицијата оправдано тргна во кордон напред и дадоа наредба да се растури масата. Јас го забележав тој момент, излетав пред полицијата и реков дека немат право да растурат масата и викнав дека јас ги отстранам оние кои што мават. Видов неколку луѓе кои што се обидуваат да фрлат и ги замолив, односно ги избркав од таму, и престана фрлањето кон полицијата и полицискиот старешина постапи крајно професионално, иако даде наредба да се растури масата, нешто на што има право кога е нарушен јавниот ред и мир, тој ја повлече наредбата и полицискиот кордон остана таму. Во моментот кога масата, односно дел од протестантите, односно многу мала група кои што фрлаа по полицијата, ова беше еден зафат по една мува, која што гледачите не можат да ја видат, но така некако ми помина пред очи во низок лет и морав да интервенирам. Професионалец, спремен во секој време. Па и да не сте професионалец мува. Значи да дополнам. Повелете. Откако овие луѓе кои што и тие не се хулигани, револтирани млади луѓе протестанти кои што фрлаа по полицијата, го разбрам мојот апел, односно мојата забрана, и престанаа да фрлат по полицајците, полицијата ги спушти штитовите. Настана една, јас би рекол, дури пријатна атмосфера, кога девојки делеат цвеќе на полицајците, кога разговараа со полицајците, и престана насилството, и ние веќе не се плашиме од полицијата, туку вчера кога не сопреа за да се разминеме со луѓето кои што се враќаа со некакви кеси со сендвичи од не знам од каде, немаше никаква несакана ситуација, луѓето разговараа со полицајците. Сметам дека благодарение на тој мој повик и на разумот на многу други луѓе кои што го пренесоа, бидејќи тој мој повик или забрана имаше повеќе од 160 шерувања и беше пренесено на повеќето портали, тој беше, луѓето го испочитуваа и ние денес воопшто немаме напната ситуација. Денес, кога се бојадисуваат објектите од Скопје 2014, полицијата повторно не е загрозена, луѓето кои што фрлат со боја се внимателни, се случува понекогаш некој полицаец да биде испрскан од задната страна кога стоат блиску, но тоа веќе не е страшно, бидејќи се работи за боја, никој не е повреден. После тој настан кај Палома Бјанка, кога настана, да кажам, кордонот кој тргна кон масата, оправдано кога тргна, пак повторувам, ние немавме несакани ситуации.
со исклучок на една ситуација кога полицијата спротивно на законот не сопре некаде на средината на булеварот пред Нова Македонија. Не ни дозволија да дојдеме до канцеларијата на Европската унија, иако ние протестантите бевме мирни, немаше никакви индиции дека ќе има насилство, нити некој се однесуваше насилно, непотребно ја сопреа масата и се прашувам дали некој не даде таква наредба со цел да предизвика судир помеѓу протестантите и полицијата, и тогаш лично јас се обидов да го пробијам кордонот и стоам на таа одлука, бидејќи полицијата немаше право да не сопрат. Нека ми простат моите колеги со кои што се туркав таа вечер, но тие го прекршиат законот, го прекршиат членот 21 од Уставот, кој што гарантира право на протест без претходно да се најавува. И ние можеме да аменуваме насоката на движење така како што ние сакаме. Никој тоа не може да ни го ограничи, освен во услови на воена или воредна состојба, или евентуално кога веќе ќе дојде до поголемо нарушување на ЈРМ, на јавниот ред и мир, се извинувам. Таа вечер немаше такво нешто и затоа ние како достоинство изработуваме кривична пријава по член 155 став 2 од Казнениот законник на Македонија, кој што се однесува на службено лице, кое што спречува или смеќава, поимот смеќава не е македонски литературен, но така останало од порано, оној кој што попречува протест на граѓани кој што е мирен. Значи полицијата не попрече. Јас тогаш апелирав до старешината кој што ја предводеше таа чета од ЕБАРА, од единицата за брзо распоредување, кој што е мој драг пријател, со кој што делам многу пријатни спомени, вклучувајќи и непријатни од војната од 2001 година, и апелирав до него да побара да се поместат 100 метра назад до раскрсницата после Рамстор, за да дојдеме пред канцеларијата на Европската унија. Тој го слушнав по радиостаница како бара, бидејќи јас ги слушам и радиостаниците што дискутираат. Професионална деформација. Не е тоа деформација, тоа е чин на предпазливост. Ја однапред знам кога наредба ја добиват и тоа не може да го спречат и војнина, бидејќи јас секој пат застанувам до полицаец кој има радиоврска со тоа што тие до сега тоа можеби не го знае, и ја однапред знам што тие ќе преземат. Човекот се обиде да се повлече, но не му дозволија. Тој што не му дозволи направи кривично дело, овој старешина само изврши наредба. Така, ќе разговараме, вие имавте збор, да, само ќе мора да одиме на реклами, па продолжуваме за употребата на специјалните единици за време на протести и господинот Климовски. Останете со нас. Се враќаме во студиото на телевизија 21, продолжуваме со дебатата. Господине Климовски, се јавивте за збор, чинам имате веројатно нешто да му кажете на господинот Савески, на господинот Ангелов. Се навратам на она што го кажа господин Савески. Јас го почитувам правото на негов став и став на сите граѓани. Меѓутоа, тој спомна дека треба да се направи споредба едните толку зеле или волку зеле, дали нашите полицајци имале во предвид колку некој украл или не украл или сето тоа. Замислите ако полицајците што се непосредно на терен за јавен ред и мир и за слични вакви ситуации, во моментот кога некој, да речеме, ево, и не мора и за криминал, би се воделе од ова начало. Значи, фаќате на лице место на дело некој што врши джепарлак, да речеме, може би на 1000 денари. И се тој полицаец по таа логика треба да размисли, па ова е многу помалку од НГ што ги изел 10 милиарди, пушти го. Кај ќе води таа логика? Полицаецот не е судија. Полицаецот ги има овластувањето да го врши, односно да го спречува кривичното дело или прекршоците. За делот на пренасочувањето на лицата, јас пак ќе изразам жалење што нема представник од Министерството, што може би попрецизно ќе кажеше тоа. Меѓутоа, ќе потсетам колегата дека знам дека ја познаа таа материја, дека полицијата има овластување на одредено место и во одредено време да спречи движење, односно да го ограничи движењето. Мислите, на пример, што го наведе со украдени точаци? Значи, старешината се раководи од своји принципи, своји сознанија, своји начини како ќе води акцијата и активноста. Дали тоа било објектот кој што го чувале, сепак е тоа високо објект на Европската унија. Дали се други, тоа не го знам. Меѓутоа, дека има овластување старешината и полицијата да на одредено време, на место и одреден простор, да го ограничи движењето на лицата,
тоа е нонс. Но не сме да го ограничи правото на движење и протест. Не. Ограничи правото на движење на други. Значи вие може да река на ова место имаме посебен интерес, чуваме објект. И вие овде нема да поминете. Немате да дадете туркам, нема да дадете, меѓутоа јас верувам дека тоа било приметно. Со нужда да ги приведат лицата кои што ќе ги затекнат таму. Ова вие имате право, може да ограничат движење. Но дали имат право да ги приведат оние кои што ќе ги затекнат таму, како господинот Бранимир, сега видете, еден мирољубив кога ќе го уметник. примените едното властвување, тоа е првото властвување, го реков дека ограничување на движење на одреден простор. И ако при тоа најдете на активен или пасивен отпор, што треба извини, па ќе применам и јас. И јас мојот интегритет си го чувам пред се. Таму немаше никакви причини. Пред малку рековте дека го нападнавте и вие жалшем нападнавте, ја го ценам, тоа знам дека го жалите тоа. Ако се даде наредба од полиција дека овде не може да се движи заради тоа, и тоа е со закон Ние властен. зборуваме за место оддалечено 300 метри, можеби и повеќе од местото каде што беше стварна проценка. Оштетената канцеларија на председателот. Пак ќе се огледам, ама сметам дека станувало збор за таква. Не можам да ја оправдам Може да не полициската сме право. интервенција Може да толку не сме далеку право. и толку доцна, 15 минути подоцна, 500 метра подалеку, да биде уопсен човек како Бранимир, па тој не личи на нинџа, погледнете како нема причина. За ова второто што спомнавте за пренасочувањето, за тоа зборувам. За кога демонстрантите застана кај пред седиштето на Европската Само унија. сметам, бидејќи немам јас точни информации, но доколку имало мавање по полицајците, бидејќи рекол дека има повредени, тогаш интервенцијата оправдана. Тоа е друго. Јас зборувам за случајот со Бранимир, а таму ако имаме напад врз полицијата има право да возврати и нема лутање. Дали ќе ми дозволите сега малце сосем само, кратко. Да. Се гледаш и од самите телевизиски преноси. Ако на одреден групата си е мирна и тоа се гледа и се тоа што случува, се гледа дека луѓето се стварно тие можеби имаат свој без своја револт све, меѓутоа се премногу културни во своето постапување. Ние сме културни, убави луѓе, протестантите. Одредена група, ево вие како поранеше колега, одредена група сами видов, да, се издвои со марами. Зошто се затвори? Такво нешто нема. Како нема, ето гледате, со марами, со се... Не, тоа насител има, они праќат нивни луѓе ги снимат, нема врска тоа. Тој не тоа. би го коментирал. Значи јас денес не видов ниту еден со марами вчера. На почетокот кога кажав и кога издадов признание на полицијата дека има истина старешите, дека има сенс за граѓанските права на луѓето. Знаете тоа во да речеме во Америка или во Германија да се случува, што би се случило кога одредена група со марами со све пред и самите демонстранти ги напаѓа полицајците, се заобиколува, се повлекува. А замисли во Америка Обама да земе 15 до 18 милиона долари провизија од некаде. Сега ако се раководиме секој полицајец и надвор кога излеземе ова изеде 18 милиони, ај сега јас воопшто нема да држам ниту ќе вршам служба. Немојте. Сепак тие луѓе дале заклетва. Постапеше и ја завршеше својата должност и ги повикаше на информативен разговор лицата, осумничени за сторен криминал, можеби не, ама тоа ќе си кажат криминалистичките одели. Тогаш Иванов немаше потреба да ги аболицира, ќе беа затворени од нормалното обвинителство и ние немаше да протестираме, кабинетот, односно канцеларијата ќе беше здрава, Бранимир немаше да биде уопсен и така натака. Ако полицијата си извршеше својата должност, тогаш кога инспекторите од одделот за финансов криминал ги слушнаа разговорите и ги повикаа лицата на разговор, ги провереа индициите, се додека не дојдеа таму до основано сомнение па да се покрене обвинение, немаше да има вакви несакани. Можеби, меѓутоа тоа си го знае службата која што ги води тој дел, а тоа е криминалистичка полиција. Да преминеме на следното прашање, да расчистиме уште една дилема. Господине Климовски, господинот Ангелов рече, не дај Боже ако треба да ве апси специјалец. Во текот на разговорот вечерва, зошто е потребно за време на протести да има и специјалци? Зарем не може редовната полиција да се справи со демонстранти? Проценката ја вршат старешините. Директорот, во одреден случај и министерот се вклучува во таа работа. Чинам и редовниот и резервниот состав е веќе ангажиран за време на протестите. Не, резервниот состав не е ангажиран воопшто. Кога не беше ангажиран во Гевгелија, овдека воопшто. Проценката ја вршат компетентните старешини. Значи за секоја најава, простите, не станува збор за налбатска служба, тоа е сепак
Министерство за внатрешни работи кој што си има своји разузнавачки методи, аналитички методи кои што вршат проценката. Се гледаат, да речеме, социјалните мрежи, се гледаат претходните настапи, се гледа набојот со кој што настапиле претходно или потоа. И се врши проценка дали овој или оној тип на единица ќе се употреби. Од искуство ви кажувам дека секој пат ние така ги викаме, најнапред оди плавата униформа, така викаме, тоа е редовната. Тоа е редовната полиција? Да. Јас сите си ги викам полицајци и мене ми се сите еднакви, ни еден не е ни посебен, ни специјален. Тие одат први. Ево можете, ако сакате, дојдете со мене утре, ние секој ден одиме на колегите кај што се поставуваат и носиме кафе, вода, сокче, нешто, за да бидеме со нив. Да знаат дека не се сами. Што го обезбедува? Ќе видите дека први доаѓаат плавата униформа, значи полициските станици. После по потреба доаѓа ПЕПот, посебната единица што е на полицијата. Ја заборави ԵРМ. Да, ЕРМ исто. Што значи ЕРМ само за појаснување? Единица за јавен ред и мир, која е што во состав на СВР Скопје и која што ги има ингеренциите на посебната единица. Така, добро. Во доколку старешината процени се вклучува и ЕБР, а СЗ за сосема други задачи. Единица за брзо распоредување. Да биде појасно за гледачите. Да, простете. Борете. Така. Се јави господинот Савески, повелете. Значи, го има моментот на заплашување на граѓаните. Не секогаш се користат специјалните единици кога има ризик, проценка или не знам што, дека ќе има некои насилства. Имајте предвид дека насилството тука, мислам, никогаш за време на протести не е нападнат полициски службеник. Најмногу што се правело на ретки протести е туркање со полицијата, не заради туркање само за таа цел, туку бидејќи проценката на граѓаните било дека е извршена неправда и кршење на уставот, спречување на слободно движење на луѓе кои протестираат. Особено ова сомневање дека се користи за заплашување, ќе дадам еден кардинален пример. Значи, протестираат стечајци, тие се луѓе измачени, значи гладни. Тие се луѓе кои некои се болни и немаат пари за да се лечат. И тие протестираат. И протестираат пред Сојузот на синдикатите на Република Македонија. Она што ние гледаме не е левица ги поддржува тие протести, не е плави униформи, туку некои други униформи, значи некоја специјална полиција. После одиме пред собрание, тие исти стечајци од спротивна страна луѓе во друга униформа, што праќа одредена порака. Значи, премногу прелиберално се користат специјалните единици. И онаму која има реална потреба за тоа, ама многу често, особено во овој период, и таму која што нема потреба. Господин Ангелов, стечајците може да бидат опасни за време на протести? Овде Здравко погоди во цел, значи намерно се користат понекогаш специјалци за да ги обесхрбрат однапред или да ги исплашат да не Но доаѓат. веројатно тоа е тактика полициска. Тоа е злоупотреба на специјалците во конкретниот случај на стечајците кои што кажа Здравко, луѓето изгледат гладно, изморено, постари луѓе кои што воопшто не се опасни, не може да нити некогаш го загрозиле јавниот ред и мир, нити полицијата има со нив лоши искуства, но треба и една друга работа да се знае дека денес повеќето единици имат слични или исти униформи, граѓаните не можат да ги разликуваат. И уште една друга работа да ги предупредам протестантите, униформата нека не ги лаже. Јас кога бев во специјална, ние сме одели на интервенција во плава униформа и да кажам, они од другата страна мислат дека сме обични полицајци и потоа викат овие беа обични полицајци, ама многу лошо тепат. Значи ние може да имаме ситуација. Нели вие мора да се легитимирате при било каква акција? Не, пред владата, јас во една прилика ми дадоа информација некој од луѓето кои што протестираат дека припадници на оваа агенција за обезбедување СГС, за која што се зборува дека е во собственост на СМ, јас отидов, го побарав старешината кој што дојде и прашав дали сте вие
единица регуларна, ги погледна фамблемите, беа од ДБР, но тоа ништо не значи. Ние во 2001 година сме носеле различни униформи. Може да облечеме униформа на некоја чуварска служба за да отидеме некаде неприметно, да мисля дека сме чувари, така натака. Но униформите беа на ДБР, го познав старешината и дел од полицајците кои што ги знам од порано. Но подоцна ми кажаа дека помеѓу полицајците има повеќе од нив кои што работеле во СГС претходно, во меѓувреме биле примени во полиција. Тие сега се регуларни припадници на таа единица за брзо распоредување, но факт е дека чувството одредена лојалност и кон компанијата во која што претходно работеле. Господине Климовски, меѓутоа во општиот правилник за постапување на полиција пишува дека полициските службеници секогаш се легитимираат како доказ за својот полициски статус и професионален идентитет. Овие примери што ги кажува господинот Ангелов се само не легитимација за доказ на полицискиот статус. Како е можно? Значи да бидеме јасни и прецизни. Кога поединец настапува некаде, го применува тоа што вие сега го кажавте. Така. Кога се видно обележани полициски формации и сето тоа, нема никаква потреба тие да мафтаат со значките или да кажуваат дека се полицајци. Но не и да се облечени во униформа на Тоа тој го чувари. кажа, јас не го кажав. Од искуство го кажува това. Тоа се специјални операции, за тој дел зборуваше колега. Да не мешаме појмови. Јас не реков дека сега тоа се случило, но јас Споменавте агенција за обезбедување за Не, тоа. јас реков нешто друго, дека луѓе кои што порано работеле во таа агенција, кои што во меѓувреме се примени во МВР, во редовен работен однос и влегле во единицата, претпоставам дека ги исполниле критериумите и денес се специјалци. Тие луѓе предизвикаа заблуда кај дел од протестантите да кажат овде гледаме луѓе од агенции. Да, они ги знаат како припадници вработени во агенцијата СГС, но во меѓувреме тие легално станале полицајци, тоа никој не може да ја ограничи правото да работат во полиција и јас дадов смирувачка изјава пред медиумите дека овде сите луѓе се припадници на ЕБР, бидејќи повеќето од нив ги знам, односно ги препознавам, но го знаев старешината, кој што е исклучително честен. Повелете, господине. Значи, дали го разбрав тоа на што го кажа господинот Ангелов. Впечатокот на граѓаните било дека од СГС се ангажирани дополнителни сили и облечени во униформа за да настапуваат како полицајци. Многу убаво господинот Ангелов објасна дека тоа биле некој пат припадници на таа агенција за обезбедување, меѓутоа во меѓувреме влегле во полициските редови, се стекнале со одредена обука и сега се припадници на полицијата. Сега тоа што некој во нив препознал поранешен член на агенција, тоа е негов проблем и тука не би требало да се изведуваат заклучоци дека овие се или оние се. Има и припадници, и јас дури знам колеги што беа стоматолози, па сега се таму, меѓутоа сега го гледам како колега. И тој ги има сите овластувања како колега. Боре, Да се да, постави дилема повелете. колку е запазена постапката на нивно вработување во МВР, колку тие навистини ги исполнили критериумите или да кажам ургенција или пристрасност, бидејќи знаеме чија е таа агенција за обезбедување и секој пат постои можност тие да имат одредена доза на лојалност кон нивниот претходен работодавач, но од формално правен аспект тие се регуларни припадници на единицата за брзо распоредување. Господин Ангелов, на 2-3 пати ги спомнавте старешините и дека за време на овие протести сте разговарале со нив, сте барале од нив објаснување кога велите и ви било забрането или ограничено движењето или пред влада кога сте се посомневале во некои луѓе дали се од полициски сили или не. Што ви одговорија старешините? Имаат ли право да ви одговорат? Може ли да одговорат во таков случај или едноставно го спроведуваат тоа што им е наредено? Јас се наоѓам во еден специфичен однос со дел од старешините. Да, вие напоменавте дека се познавате како стари колеги. Тигрите го возеше Хермелинот кога при нападот на село Ризарене погоди минофрлачка граната, ни попушти ладилникот кога 2 Хермелини ни погодија со РПГ и така натака. Заменикот командант на Тигрите, јас му бев командир на ВОД, јас го унапредив во командирно оделение, бидејќи беше еден од најдобрите специјалци, кој што беше тешко ранет во Куманово. И двајцата изворедни специјалци. Командантот на ЕБР, кога ме ранија ме носеше во раци додека крвта ми течеше низ уста во Рачиново.
Заменикот командант на ЕБР запали Хирмелин само иницијативно и дојде во сред Рачиново без обезбедување и ме извлече. Ако тој не дојдеше, јас најверојатно ќе бев мртов. Значи ние имаме лични релации кои што никој не може да ги избрише никогаш. Да, од правен аспект, како што споменавте пред малку, имаат ли право? Тоа не е гаранција дека ако тие утре треба да интервенират дури против мене, тие тоа нема да го направат. До сега јас сум задоволен од нивната покажана професионалност. Сметам дека неколку пати, како што овие 2-3 случаи кои што ги опишав, има пречекорување, односно можеле да употребат помалку присилба, но кога јас би бил од таа страна, не сум сигурен како јас би реагирал, бидејќи тоа не се нормални ситуации како овде во студиото, тоа се напнати ситуации, полни со адреналин и тогаш едноставно и свеста и мозокот на нив, иако се посебно тренирани, работи поинаку. Така. Господине Климовски, се јавивте за збор, па после бидејќи медаљата има две страни да... Сами го поставите прашањето, дали од правен аспект бил должен да одговори. Значи, тука е таа разлика помеѓу спонтаните протести кои што може да се случат и каде што нема организатор, туку граѓаните се собираат и го имаат правото да протестираат. Во оние случаи кога имаме организатор, организаторот има право да се обрати кај старешината или до Министерството и да побара зошто е така постапено или зошто така се постапува. И полицискиот службеник, односно старешината, раководителот на таа организација е должен да му пренеси зошто тоа се случува. Меѓутоа во случајов ова е спонтана маса и комуникацијата на господинот Ангелов со овие е чисто пријателска, колку што можевме да сватиме. Така Значи, се колегијално, старо да. познанство. Кога протестантите таму гледат полицајци во униформа, страшни наоблечени, јас го гледам, ќе ги кажувам по надимци, нека не ми замеруваат, јас го гледам позади како стое веѓа. На другиот кордон го гледам како стое куријата. На третиот кордон гледам како стои Дачо. На четвртиот кордон го гледам Ѓорги војводата од Делчево. Значи, јас ги знам нив, сум работел со нив и јас знам дека тие нити се злобни, нити се злонамерни кон масата. Дури што е интересно за вашите гледачи, овие луѓе подобро од протестантите знаат каков криминал е направен и како треба полицијата да реагира. Тие се свесни, но немокни. Ја добив повеќе од 100 пороки од нив, што во жива комуникација, што по Фејсбук, нешто по телефон, и кажа: соберете се студији, ние ќе застанеме пред вас со грбот кон вас. Бидејќи овој режим мора да се сруши, овој криминал ние не смееме да го толерираме. Но додека ние не се собереме доволна бројка да покажеме дека сме цврсто решени да го срушиме овој режим, тие ќе морат да го бранат, иако се свесни дека штитат криминал. Тие безмалку сите имат одлично политичко образование. Поголем дел од нив имат средно полициско школо, кое што одамне укинато. Имат соодветни факултети, имат соодветни курсиви обуки, тоа се изградени полицајци, кои што, како што реков, подобро од самите протестанти знаат каков криминал со какви димензии направен во Македонија. Да бидеме честни и за волја на вистината, ќе мора да проговориме и за другата страна, односно за полицајците. Се појавија и сведочења на полицајци, ваши колеги, кои што велат и ние имаме деца и ние имаме семејства. Господине Климовски, вие сте прв човек на македонската полиција, господине Савески, вие сте синдикалец. Со какви проблеми се соочуваат полицајците? Добро, како и сите граѓани во овој степен на развој на економијата и на државата, така и нашите колеги се содруваат со одредени екзистенцијални проблеми. Пред се тука беа и се уште делот на ниските плати. Во тој сегмент успеавме да изградиме како синдикат, да постигнеме спогодба за зголемување на платите за 22%, кои што веќе се применува и токму овие денови ќе добиеме втората транша. Првата добивме минатата година, сега втората од 5%, за да во 2017 завршиме со тој дел за ова усогласување. Друг дел каде што исто така се содруваме со проблеми е делот на опремата и униформата. И во овој дел најдобро можеме да го забележиме на Табановци, на Гевгелија го забележуваме секој ден. И во овој дел синдикатот беше конструктивен и во текот на минатата година во содейство со колегите од словенечката и германската полиција, односно синдикати,
успеавме да набавиме и софтвер и да отпочнеме процедура за набавка и дистрибуција, значи модерна процедура на униформи за полицијата и опрема за полицијата. Меѓутоа, настаните кои што во меѓувреме се случија, од за мене непозната причина го стопира овој дел и ние навистина веќе дојдовме до еден степен кога требаше веќе да почнеме со дизајните на униформата, со делот на дистрибуирање, значи многу модерен софтвер со кој што фактички секој полицаец си зема од компјутер она што му треба. Но толку ли не може да се направи нешто, господине Климовски? Вие и јас бевме заедно кога вие бевте во посета на Винојук кампот во Гевгелија. Факт е дека полицајците во зимски услови, посебно на тоа отворено подрачје кај што дува и налето, беа во летна униформа. Јас ќе бидам малце и дури по директен, тие беа буквално фрлени таму. Цела меѓународна заедница, па дури и домашната јавност, беше свртена кон хуманитарната криза на бегалците, а никој ниту еднушка не праша како му е на овие луѓе таму, кои што одеа таму по 2-3 дена и во колегата ги знае, тие возила Пицгауер, тие се со церада, немаат никаква ни грејење ни ништо. Најголем дел од полицајците доаѓаат со тие. Тука вршеа служба, тука јадеа, тука се случуваше. По наша интервенција и по наше завземање се успеа да се дојде еден степен одредени контейнери ги, морам да изразам благодарност на ИОМ, Организацијата за мигранти, и на Црвениот крст на Македонија, кој што ни излегува пресред. Одреден број на контейнери ги опремија, значи ние сега веќе таму имаме 7 контейнери каде што се опремени тука за служба, а веќе денеска, со гордост можам да го кажам тоа, по наше барање, отпочнува колегите кои што се подолги време на престој таму со служба, да ги користат објектите кои што ги за сместување кои што ги користи странската полиција. Значи беше стварно направена една нефер ситуација. Колегите кои што доаѓаат од Словачка, Полска, не знам, Маđарска, во Дојрани и во Негорци. И во Негорци се сместени, така. Значи тие се беа во тие хотели, нашиве беа цело време во возилата, што не е во ред. Така е. На студ и ветар. Господине Савески, повелете, и господинот Ангелов, да ја заокружиме емисија, имаме уште малку време. Повелете. Значи јас како протестант, но истовремено како синдикалец и како член на Левица, која е секогаш на страната на работниците, не можам да не ми се постави прашањето за време на протестите, значи за вработените во полицијата, особено на денешниот протест ми се наметна прашањето, бидејќи покрива денес 2 протести, сега можеби и истите полицајци, дали тие ќе добијат значи дополнителен додаток за прекувремена работа, која е многу важна тема, бидејќи секоја работа мора да биде платена. И ако не биде добиено тоа, треба полициските синдикати да притиснат, бидејќи во Македонија очигледно за се има пари, значи за разноразни безвезални споменици, за крадење, за тежок криминал, а дури и оние што од кои властодржците се очекуваат да ги бранат од сопствениот народ, дури и тие се соочуваат со реални проблеми, и тоа не само јас, и останатите луѓе го гледаат. Затоа, значи, ние го почитуваме достоинството и правата на вработените во полицијата, на полицајците, и меѓу другото гледаме граѓани на Република во Македонија, и тие имаат не само обврски како вработени во полицијата, туку и граѓански должности како и сите нас, а тоа е, значи, да се среди правниот систем во Република Македонија и Македонија повторно стане и нормална, и демократска, и правна држава. Господин Ангелов, кусо, толку ни е времето. Ве молам само кусо. Сосем кратко, значи, токму на таа тема вчера во 11:30 часот имавме работен состанок со министерот Оливер Спасовски, Македонски полициски синдикат, на кое што му ги искажавме токму овие укажувања, дека луѓето кои што се пријава ангажирани мора да сметаат дека ќе мора да се обезбеди фонд за нивно наградување, бидејќи ќе бидат сочени со масовно утужување. Тие луѓе не се тука да можат енормно да користат своја сила. И за еден проблем кој што исто така се судруваме, а тоа е проблемот со нередовно, односно прекини на здравственото осигурување на полицајците.
Ке имаме можност во Да. друга прилика се Што надевам, е ке има и страшен представник од Министерството проблем. за внатрешни работи. Повелете господине Стојан Ангелов и да ја завршиме емисијата. Еден апел до сите протестанти, до сите убави културни луѓе кои што доаѓаат секој вечер на протестите. Помеѓу еден сосем мал дел од протестантите струи една верзија дека јас го канализирам незадоволството со тоа што не дозволувам наследство кон полицијата. Сакам да упатам порака дека доколку има наследство кон полицијата, тогаш полицијата има право да употреби средства за присилба. Доколку полицијата еднаш употреби средства за присилба, а тој одговара на власта и оди во прилог на власта, тоа значи дека покрај физичка сила може да употребат и созавец, и тоа оправдано. Во случај на употреба на физичка сила или на созавец, наредниот ден на протестите ќе нема никој. Ние сме сведоци дека на овие протести доаѓаат културни луѓе, убави луѓе, уметници, научници, доктори, шефови, обични работници, невработени и така натака, но мнозинството од нив се мирни луѓе. Затоа апелирам да нема насилство кон полицијата. Насилството кон објектите, кон 2014, Скопје 2014 е нешто сосем друго и тоа во оваа прилика нема да го коментирам. Ви благодарам, ми беше чест што бевте гости во телевизија 21. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на Клик Плюс. Останете со нас, следуваат вестите на албански јазик, веднаш потоа и вестите на македонски јазик. Од дежурната екипа ви посакувам мирна ноќ.